Да отвориме на почеток во Данијел, 12 глава, 9 и 10 стих. Овие два стиха ќе ги читам од ревидираниот превод. Данијел, 12 глава, 9 и 10. Тој одговори. Во случајов станува збор за ангелот, кој што му се јавува на Данијел, му вели: оди си, Даниеле, зашто тие зборови се сокриени и запечатени до последното време. Но многумина ќе се очистат и ќе се избелат и ќе бидат искушани. Безбожниците ќе си останат безбожни и никој од нив нема тоа да го разбере. Само мудрите ќе разберат. Тоа е и насловот на нашата тема. Мудрите ќе разберат. Уште во самиот контекст, ако прочитаме погоре, во Данијел, само момент, или ќе читаме најнапред 8 глава, Данијел, 26 стих. За какви зборови станува збор овде? Кои се тие зборови кои што ќе бидат запечатени за последно време, за последното време? Во Данијел 8.26 стои запишено: привидот за вечерите и за утрата за кој што беше збор вистините, но ти запечати го, зашто е за далечни денови. За кој привид станува збор? За кој видение? Познатиот стих 8.14, значи таму не носи. Уште 2300 вечери и утра, тогаш светилиштето ќе биде очистено. И знаеме како добри адвентисти на седмиот ден, дека ова е еден стих кој што е всушност базата, основата на нашето верување, нашата вера, и кој што стих укажува на оние пророчки 2300 денови и ноќи или 2300 години, кога ќе започне чистењето на светилиштето. Ви реков да читаме во контекст во 12 глава, значи во самиот контекст, ако читаме од 7 стих, го чув човекот облечен во ленена облека, тој кој стоеше над водите на реката, тој ги подигна кон небото десницата и левицата, колнејќи се во вечниот живот. По едно време, во вечно живиот, по едно време, по две времењи и по половина време, кога ќе дојде крајот на распадот на силите на светиот народ, сето тоа ќе сврши. И потоа следуваат стиховите каде ангелот му вели на Данијел да ги запечати овие зборови затоа што се за последното време. Значи, во самиот контекст се гледа дека оние 3,5 времења или 3,5 години кои што се однесуваат до 260 пророчки денови и завршуваат во 1798, дека ова е нешто што се однесува на последното време. Тоа е она кое што Данијел го запечатил и не можело да биде разбрано се до скоро, да кажеме, до пред неколку, значи, стотина и кусор години. Не е целата книга, значи не стану збор за целата книга. Веројатно настаните како, да речеме, фрлањето на Данијел во јамата или со лавови и така натаму е многу лесно разбирливо дури и за мали деца, знаете, тоа често пати го има и во тие саботни школи за малите. Но она што сакам да го потенцирам, како што реков, насловот е мудрите ќе разберат. Значи, само мудрите ќе разберат нешто кое што ќе биде откриено и ќе биде разбрано во последното време. Време кој што е поврзано со Јом Кипур, со истражниот суд, со чистењето на светилиштето. Времето во кое што ние денес живееме.
Кој разбра, да се навратиме на Христовото прво доаѓање на земјата? Кој го разбра неговото прво доаѓање, раѓањето Христово? Или како ги нарекуваме оние, велат троица, не знаеме колку се, ама мудреци од исток. Ке рече може би некој овчарите, не, на овчарите ангелот им бил, им кажал. Значи. Меѓутоа, кој разбрале? Мудриците, мудрите. Да, дали во времето на Даниел постоеле мудри луѓе? Ево, во самата книга на Даниел. Скоро ја имавме пулката за Даниел. Па то биле токму Даниел и неговите троица пријатели. Да се подсетиме, уште во првата глава. Знаеме се наоѓаат на оној тест во дворот на Вавилонскиот цар, каде биле на оној Вавилонски универзитет, 3 години требало да се школуваат тамо и се школувале. Биле ставени на тест и одбиле да вкусат од царската трпеза. И знаете за 10 дена што се покажало. Еве 17 стих читам, но овие 4 момчиња Бог им даде знаење и разбирање на сите книги и мудрости. Даниел ги разбираше виденијата и соништата. 20 стих, и во се мудро и умно, зашто ги испитуваше царот, се најде дека се 10 пати повешти од сите волшебници и гатачи што ги имаше во сето негово царство. Мудрост, разбирање на виденија на соништа, што му било дадено на Даниел. 10 пати по-мудри од сите останати таму. И одма гледаме на дело во втората глава, кога Навуходоносор го сонил оној сон, имал проблем воопште да се сети на сонот, биле повикани сите мудреци таму, вавилонски гатачи, бајачи и така натаму, но никој не можел да го присети на сонот, а уште помалку да го протолкува. Само Даниел. Оној на кој што Бог му дал да ги разбира виденијата и соништата. Значи, Даниел ги толкува соништата на Навуходоносор наспроти големите мудреци во Вавилон, кои што не успеале во тоа. Потоа во 5 глава, во времето на царот Валтазар, значи Господ пишува порака на зидот. И повторно овие мудреци не можеле да ја разберат. Напишено со букви, сите читаат, меѓутоа не може да го разберат. Нели поразлично и полесно, да кажеме, од првиот случај, пошто првиот случај наистина бил тежок, неверојатен, тоа само Бог можел да го открие преку Даниел, да му кажеш ти на царот што сонил, па и да му го протолкуваш сонот. Но овде имало писмо напишено, не можеле да го протолкуваат. Повторно Даниел, што му вели во 11 стих од 5 глава царицата на царот, во твоето царство има човек во кого е духот на светиот Бог. Уште во времето на твојот татко, дедо, се најде во него светлина, разум и мудрост, слична на мудроста на боговите. И затоа царот Навуходоносор, твојот татко, го назначи за старешина на волшебниците, гаталците, звездарите и мудреците. 12 стих, бидејќи во тој Даниел, кога царот го нарече Валтазар, се најде вонреден дух, знаење, бистрина, вештина да ги толкува соништата, да ги решава гатанките и да ги разрешува тешкотиите, затоа повикај го Даниела и тој ќе ти го каже значењето. И знаеме дека дошол Даниел и го протолкувал. Она писмо тамо, мене теке го фарсим. Зошто ги спомнувам овие работи? Зошто се вративме на почетокот книгата на Даниел? Затоа што гледаме една споредба меѓу човечката, световната мудрост, која што е немокна во овие неколку ситуации, како што видовме, наспроти божествената мудрост и Божите слуги, кои што имаат таа божествена мудрост. Значи, ако си мудр во очите на светот, тоа не зашто дека си мудр во Божи очи. Да отвориме во прво послание до Коринќаните, за да го зацементираме, да кажеме ова. Прво послание до Коринќаните 3.18.
Никој нека не се измамува. Ако некој меѓу вас мисли дека е мудар во овој свет, нека стане безумен, за да биде мудар. И 19 стих. Зашто мудроста на овој свет е безумство пред Бога. Имено напишено е, тој ги фаќа мудрите во нивното лукавство. Интересно. За Господа мудроста на овој свет е и лукавство. И затоа не се чудете ако ве нарекуваат луди, дека сте забегали или не знам што, затоа што овој свет не може да ја препознае таа божествена мудрост. За него таа мудрост е лудост. И обратно, како што пишува овде Павле. И да се посетиме пак на 10 стих од Даниел 12 глава. Многумина ќе се очистат, ќе се избелат и ќе бидат искушани, безбожниците ќе останат безбожни и никој од нив нема тоа да го разбере. Само мудрите ти разберат. Кои со кои овде се споредуваат? Оно се прави контраст. Мудрите со неразумни? Не, со безбожни овде во стихот вели. Зли, безбожни. И сега, понатаму ќе видиме, ќе се обидиме да сватиме што значи да се биде мудар. Прва Цареви 3 глава. Да го прашаме, односно да го видиме случајот со најмудриот меѓу луѓето. Прва Цареви 3 глава 5 до 9, што барал Соломон од Бога, се подсетиме на оваа ситуација. Прва Цареви 3 глава 5 до 9. Во Гаваон Господ му се јави на Соломона ноќе во сон. Бог рече, Прва Цареви, 3 глава, 5 до 9. Бог вели, барај што да ти дадам. Видите сега, Соломон одговори, многу наклонет беше кон својот слуга Давид, мојот татко, зашто одеше пред тебе во верност, справедливост и честност на своето срце и му ја запази таа голема милост и даде еден од неговите синови да седи на неговиот престол. Сега, о Господи, ти го направи цар својот слуга на местото на мојот татко Давид, а јас сум уште сосем млад, та уште не знам да владеам. Твојот слуга е среде народ што си го избрал, народ броен, што не може ни да се избори, не се опфати со попис. Дај му на својот слуга пронисливо срце, за да може да му суди на твојот народ, да разликува добро од зло, зашто кој би можел да управува со твојот народ кој е толку голем? Што бара овде Соломон? Нели мудрост бара? Дали читаме овде дека бара мудрост? Што вели дека бара проникливо срце, за да може да суди на твојот народ, да разликува добро од зло, што е право, што е криво, за да може да управува со народот. Но подолу стиховите кажуваат дека сушност тоа е она што го барал. Мудрост. На Господ му беше мило, 10 стих, дека Соломон молеше за тоа, затоа Господ му рече зашто го бараше тоа, а не посака ни долг живот, ни богатство, ниту смрт за своите непријатели, туку проникливост во пресудувањето на правдата, еве ќе направам според твоите зборови. Ти давам мудро и разумно срце, како што немал никој пред тебе, ниту ќе има некој по тебе. Соломон барал мудро срце, Соломон барал мудрост. Ама, како е опишено тоа во 9 стих пред се? Да разликува добро од зло. Или како што реков, што е право, што е криво. Имаме ли некоја друга сторија во Библијата, каде што имаме некоја таква ситуација, каде што некој барал да разликува добро од зло, мислам наседнал, да кажам така, на искушението. На самиот почеток, Ева. Сега ова е интересно, 3 глава, 5 стих од Битие.
Отвориме таму на почетокот. Знаеме, нели, како била кушена Ева и ѓаволот и вели преку змијата, туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, од дрвото, кое дрво, ова е битно, на познавање на доброто и злото. Ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Чекте сега Соломон што барал? Да проникли во срце за да распознава добро од зло. И па што е сега криво во ова што Ева бара? Мислам, не бара, него ѓаволот и нуди. Има разлика тука, има голема разлика. Прво, битно е, тука ќе се задржаме во преостанатиот дел од проучувањето. Тој дел е битен. Дрвото се нарекува дрво на познавање на доброто и злото. Меѓутоа, познавањето, знаењето на нештата не е исто што и мудрост. Тоа ќе се обидеме да го разграничиме. И по тоа ќе сватиме во која група можеби ние се наоѓаме и дали сме ние тие кои што ќе разбереме во кое време живееме или пак ќе бидеме од оние другите глупавите. Па зарем не го барал исто тоа Соломон? Меѓутоа, пазите, Соломон бара од Бога мудрост, бара проникливо срце. Но Бог на Ева и на Адам што им рекол? Немој да кинете од тоа дрво таму. Ева на некој начин сака да дојде до мудроста на некој свој начин, односно на познавањето на доброто и злото. Реков, познавање или знаење не е исто што и мудрост. А Бог Соломон бара од Бога мудрост, да знае, да разпознава меѓу добро и зло. Во 6 стих од Битие вели, жената види дека дрвото е добро за јадење. Гледате, значи сама Ева гледа дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Од каде е тоа на неа? Наседнала на искушението на ѓаволот. Набра од неговиот плод го јаде и му однесе и на својот маж кој беше со неа и па и тој јадеше. Значи, сега одиме во тој правец. Она што треба да го разбереме дека знаењето не е исто што и мудрост. Дотвориме во Матеј 7 глава. Како Исус ја завршува она своја брилијантна проповед на гората на блаженството. Матеј 7 глава, од 24 до 27 стих, познати стихови, исто од ревидираниот ќе читам овде во оваа ситуација. Матеј 7, 24 до 27. И така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, кажал што кажал Исус, проповед од која што, кој знае колку може да се проповеда и колку проповеди да се кажат, многу мокни зборови, секој збор, секој стих буквално. И вели и завршува, и така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа на камен или на карпа. И заврна дожд, и не дојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна зашто беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови, не ги исполнува, прилега на глупав човек кој си изградил куќа на песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и паѓањето и беше страшно. Која е разликата меѓу мудриот и глупавиот овде? Дали едниот слушнал, другиот не слушнал? Дали едниот разбрал, другиот не разбрал, или? И двајцата слушаат, и двајцата разбрале, ама не исполнуваат. Мислам, лудиот не исполнува, глупавиот. Првиот ги слуша зборовите и ги исполнува, постапува така. Тоа е мудриот. Меѓутоа, другиот е глупавиот. Че не е во разликата во слушањето, туку во извршувањето на она што го слушаат. Значи не е во знаењето, туку во спроведувањето на она што го знаете, спроведувањето во живот.
Да го земеме Соломон. Соломон доека постапувал онака како што Господ го учел, бил најмудриот човек. Да, после што станало со него? Кога почнал да постапува спротивно, станал најлудиот. Наистина било тоа лудост, замисли си самиот податок од 1000 жени. Не збориме понатаму за сите други работи што ги преживел. 1000 жени. Лудост, наистина. Исто и со Ева. Ева ке била мудра и немало ни потреба, вели Елен Вајд, дека Господ не сакал никогаш да човекот, човештвото дознае за онаа зла страна, да го дознае злото. Таа ќе останала мудра, ако не скинела од дрвото. Затоа што Господ рекол да не кинат од дрвото. И да не јадат од тоа дрво. Значи, не е проблем кога не знаеме. Значи, нешто кога не знаеш, што вели таму во еден стих во Дела апостолски, не знам, 15 глава, кај беше, не знам точно, дека Господ не гледа на деновите на незнаење. Не станува збор за незнаење. Туку кога тоа знаење, што го имаш, не го спроведуваш на дело во секојдневниот живот. Тогаш не си мудар. Еве една друга парабола во Матеј 24 глава, онаа позната 24 глава на Матеј, која што целата зборува за последното време. И како ова е се некако во контекст на тоа последно време, ние сме таа генерација, ние сме луѓето кои што живееме последното време, ќе разбереме или нема да разбереме, дали сме во мудрите или не. 24 глава Матеј од 44 до 51. Затоа и вие треба да бидете подготвени, зашто Синот човечки доаѓа во часот кога не очекувате. Кој е пак тој верен и мудар слуга, кога ќе го постави Господарот негов над слугите своји да им дава навреме храна? Блазен на тој слуга, кога ќе дојде Господарот негов, го наоѓа дека постапува така. Вистина ви велам, дека над целиот свој имот ќе го постави него. Ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето своје, Господарот мој уште долго време нема да дојде, па почне да ги тепа другарите своји и да јади и да пие со пијаниците и да не постапува така како што му е кажано, Господарот на тој слуга ќе дојде во денот кога тој не го очекува и во час што не го знае, и ќе го исече на парчиња и ќе му даде еднаква награда со лицемерите. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Зошто мудриот слуга е наречен мудар и во оваа ситуација? Затоа што знае, значи двајцата знаат, го познаваат Господарот, знаат и се во очекување дека Господарот кога тогаш ќе се врати. Тоа го знаат. И двајцата, меѓутоа, едниот постапува како што треба, соодветно, а другиот не. Мудриот е оној кој што постапува врз основа на тоа знаење. Или што да кажеме за 10 девици, параболата со 10 девојки, во Матеј 25 глава, следната глава. Имаме таму 5 мудри и 5 луди. Кој бил проблемот? Кој била разликата меѓу нив? Виж што вели Елен Вајд во Христови параболи. Групата представена со неразумните девојки не е лицемерна. Таа ја цени и ја брани вистината. Пазите, ова е група која што стојат на страната на вистината. Таа е на страна на оние што веруваат во вистината, но не го прифаќа влијанието на Светиот Дух. Знаете, проблемот бил во маслото, недостаток на маслото. Тие луѓе не паднале врз карпата, врз Исуса. Сите ќе ја слушнат пораката за скорешното второ Христово доаѓање, но сите нема да бидат подготвени да го пречекаат Христа и не и дозволиле на својата стара природа да се скрши. Таа група е представена и со каменливата почва. Без корен. Тие подготвено ја прифаќаат речта,
но не ги усвојуваат незините начала. Незиното влијание врз нив не е трајно. Светиот Дух действува врз срцето и по желба и со дозвола од човекот, тој во него всадува нова природа, но групата, представена со неразумните девојки, е задоволна со површна работа. Тие не го познаваат Бога, не го проучуваат неговиот карактер, не одржуваат постојана заедница со него и затоа не знаат како да му се доверат, како да живеат гледајќи во него. Нивната служба на Бога преминала во формализам. И сега го цитира Елен Вајт, овде познатиот стихот во Езекијел 33 и 31, а на друго место таа коментира и вели дека ова е токму описот на црквата во последното време. Видете ситуацијата. Езекијел 33-31. Брзаат кон тебе како на народен собир и мојот народ седнува пред тебе и ги слуша твоите зборови, ама што е проблемот? Не ги извршува. Се насладува со нив во устата, а нивното срце им оди по неправедна печалба. Значи, се зли, се безбожници, а се насладуваат од Божјето Слово. Го примаат. Но сето тоа е само површно. Сето тоа е само формално, не го извршуваат тоа што го примаат. Тука нема мудрост, како што видовме, разграничивме. Не е доволно само познавање, не е доволно само знаење. Сега да отвориме во неколку стихови, ќе видиме од мудриот Соломон повторно, од Пословици, Пословици 9:10. Пословици 9:10 вели: стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот разум. Стравот од Господа има врска со мудроста, тоа е почеток на мудроста. Пословици 3:35. Мудрите ќе ја наследат славата, а безумните ќе го носат срамот. За да ја наследат славата мудрите, треба да ја творат Божјата волја и да го прославуваат Бога. А проповедник 8:5 вели вака: кој ги пази заповедите, не познава лоши работи и срцето на мудрецот знае за времето и за судот. Интересно сега, ако искомбинирате овде, ќе видите дека мудриот е оној кој што се бои од Господа, оној кој што го прославува Бога, оној кој што ги пази заповедите и знае, го препознава времето на судот. Времето и судот. На што ви асоцира ова? Која е пораката за последното време? Троангелската вест. Откровение 14:6. Страв од Господа. Прослави го Бога, држи ги заповедите и познај го времето и почетокот на судот. Откровение 14:6 вели: и видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност и на секоје племе и јазик и народ. 7 стих изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој ги создал небото, земјата, морето и водните извори. Луѓето кои што го познале часот на судот и времето на последокот, но и луѓето кои што го прославуваат Бога со своите животи. Тоа се тие луѓе кои што се опишани овде. Едно е да знаеш, а друго е тоа знаење да го ставиш во примена. Што вели во Данијел, 12 глава? Од први стих сега читам. Во она време ќе стане Михаел, големиот кнез кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање какво немаше откако се луѓето па до тоа време. Еве зашто велиме дека доаѓаат времиња на страдање какви што никогаш не биле до сега. Но Михаел ќе стане.
ќе стане Исус. Без некој да ми противрече овде, не е Боби тука. Тоа ќе биде време на страдање какво немаше откако се луѓето па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои ќе се најдат запишани во книгата. Тоаш ќе се разбудат мнозина кои спиеја во земниот прав, едни за вечен живот, а други за срам и вечен презир. Разумните ќе блескаат како сјајниот небесен свод и кои ги учеја мнозината на праведност како звезди довека во сета вечност. И во тоа последно време разумните ќе блескаат. Што вели Откровение 18.1, оној четврти ангел, така нарече, како додаток на тројната ангелска вест. 18.1 Откровение. Видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Како тоа разумните ќе блескаат и ќе го осветлат светот со Божјата слава. За да го сведочиме светот, не е потребно само да го убедиме со интелектуално знаење и со факти за вистината. Туку со животот. И тоа е тоа што ќе осветли земјата. Еве Исаија, отворете во 6 глава Исаија. Значи, мудрите се тие кои што немаат само знаење и познавање, туку тоа го спроведуваат и на дело во животот. Тоа е мудроста. Исаија 6 глава 1 до 5, видите како глас тој стихој, вели: и стани засвети, зашто твојата светлина доаѓа, на тебе блеска Господовата слава. Како светлиме, како светлат овие овде опишани? Затоа што над нив блеска Господовата слава. Одраз на Божиот лик, на Божиот карактер. А еве темнината ја покрива земјата и мракот народите, а тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува на тебе, уште еднаш. И сега, како резултат на тоа, народите чекорат кон твојата светлина и царевите кон исток на твојот сјај. Подигни ги очите, обзрни се, сите се собираат, доаѓаат кон тебе. Која е таа привлечна моќ овде, да бидат привлечени народите и да се собираат? Сјајот, светлината, славата, карактерот. Знаењето ставено во примена, мудрост. Тогаш ќе гледаш, 5 стих, ќе блескаш од радост, срцето ќе ти игра и ќе се шири, зашто кон тебе ќе затече богатство на морето, богатството на народите ќе дојде кон тебе. Разумните, односно мудрите, ќе разберат. Но мудрите, разумните, не се само оние кои што ја познаваат вистината, туку ја живеат. Тоа е вистинската мудрост. Ставање во пракса, во живот на она што го познавате, што го знаете, што го имате како интелектуално знаење. И ќе завршиме уште со 2 стиха, Пословици 4.7, читам од ревидираниот превод. Пословици 4.7. Најважна е мудрост. Придобивај мудрост и за сиот свој имот придобивај разумност. Ако ова не е најважно, тогаш во склоп на ова што го зборувавме, треба да знаеме како да придобиеме мудрост, и ако ни фали, и ако ни треба, Јаков ни кажува каде да ја најдеме. Да ја молиме од Бога, а тој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде на оној кој што ја бара. Нека Господ ни помогне да бидеме во таа група, затоа што таа група ќе разбере. Таа група ќе сјае, таа група ќе го одбрани Божиот карактер во ова последно време. Нека му е слава нему. Амин. Господи Боже наш, наша желба и молитва е да бидеме во групата на Израел, на мудрите, на оние кои што ќе се радуваат на денот, кој што иде, кој што ќе биде страшен, најстрашен за сите други, односно за онаа втора група.
Господи си не обдарил со големо знаење, си не открил вистината, но тоа не е доволно. Залудно е ако знаеме, а не го спроведуваме тоа на дело во живот. Зато што огромна е разликата, како што видовме, од самото познавање на доброто и злото, од тоа да тоа го живееме, да го избегнуваме злото, а да го вршиме и да го правиме доброто. Тоа е мудрост. Тоа е она што ни е потребно. Затоа, Господи, уште доека е време, со сета сериозност, да сватиме дека добро е да можеме да го пренесеме знаењето на луѓето, да. Затоа што тоа исто така делува на умот на луѓето, ги потикнува да размислуваат, но она што највеќе осведочува е нашиот живот. Затоа помогни ни во сите наши слабости, затоа што секој од нас има по некоја, да се очистиме, да се подготвиме за оној славен ден, кога ќе светлиме, Господи, кога ќе го одбраниме Твојот карактер, кога ќе покажеме и пред сатаната, и пред целото мноштво нападнати ангели и целата вселена дека да, со Твоја помош е можно да се држи законот и да се одбрани Твојот карактер, а тоа е живот на дело. Тоа не е само познавање на вистината. Дај ни е таа божествена мудрост, на сите ни е потребна, а Ти си ја ветил дека ќе ни ја дадеш и тоа во изобилие. Води не во ова нова седмица, во сите оние нови предизвици и искушенија што ќе ги имаме, штити не и чување од лукавиот и од секоја злоба, од болести, од секаква напаст, Господи, и храбри не секој ден да се одржиме на Твоја страна без оглед на секакви притисоци и било што ќе доаѓа во нашиот живот, затоа што времето е близу, многу близу. За се Ти благодариме, Господи, во Христово име. Амин.